Кога зборуваме за зелените политики, зелената агенда, за жените, јас никако не би можела жените да ги издвојам од ова зелена политика и зелена агенда. Како држава се повеќе и повеќе вложуваме во зелената агенда, можам да кажам дека зелената агенда веќе е дел од секојдневието на Европа, така што тоа што тече во Европа полека ни го наметна и ни го наметнува и нас. Се уште, за жал, е некоја табу тема за која што не се зборува во јавност или пак не е многу позната на целото население. И можеби тоа е во моментот што недостасува, а навистина се работи во институциите, се работи во образованието, и во средните школи, и во високите институции, меѓутоа се работи и во индустријата. Кои зелени или еколошки политики најбрзо се претвараат во така наречените нови зелени професии, односно отвараат нови работни места? Па знаете, веќе зелените политики почнуваат да стануваат дел од секоја индустрија. Така што би рекла пред се инженерските струки ја има таа предност. И тука барем досегашното искуство кажува дека онаму каде што имамо некои процеси жени, промените, реформите и процесите се одвиваат побрзо и побрзо течат. Кај нас последните години главно во енергетиката ја забележуваме оваа зелена промена, соларната енергија, ветерните паркови кои што се надевам дека за многу брзо време ќе започнат да се градат оние кои што ги најави владата уште на самиот старт кога почнувавме со работа. И она што за нас како Министерство за животна средина и просторно планирање е особено важно е справувањето со отпадот, односно веќе сме во некоја, ајде да речам, фаза, понапредна фаза, година и нешто работиме веќе напорно и упорно и се надевам дека нашите генерации ќе бидеме сведоци кога од ѓубрето кое што за жал тие депонии се насекаде околу нас, веќе ќе може да гледаме енергија која што ќе биде во корист на сите граѓани на државата. Каде гледате најмногу потреба од вештини во енергетската ефикасност, справувањето со климатските промени или можеби користење и рециклирање на ресурсите? Па не би можела да издвојам. Климатските промени се нешто кое што не ја одбегнуваат и Македонија и ние се соочуваме со тие климатски промени. И токму оваа зелена транзиција, целта е намалување главно на стаклените гасови и да се справиме со глобалното затоплување, односно да се придружиме на она што на Европа и е цел глобалното зголемување на температурите да се задржи на 1,5 до 2 степени Целзиусови. Така што никако не би издвоила ниту едно од овие три кои што ги потенциравте вие одделни сегменти да ги наречеме, сите се подеднакво важни. И вештините се неопходни таму? Апсолутно вештините се неопходни, токму заради тоа сметам дека е потребно една поголема соработка на институциите кои што ја водат државата, значи оние кои што не се на централно ниво, институциите на локално ниво и посебно на образовните институции. Секако тука треба да се земат во предвид и да се искористат стручните луѓе кои што веќе овие технологии, зелени технологии ги работат во приватниот сектор, за да може на крајот да имаме една целина и да имаме успех како држава. Моето последно прашање за вас е која е вашата порака до младите девојки и жени? Зошто токму ти си потребна во така наречената зелена транзиција, односно во преминот кон почиста енергија и поодржлива економија на крајот на денот? Мојата порака до младите жени, до младите девојки е дека иднината е во нив. Да не се срамат и да не го чуваат своето знаење кое што го имаат за себе и во себе, туку да го дадат на тие околу нив и на околината, на проектите на институциите во кои што работат, на индустријата во која што работат жените инженери,
повторно ќе го потенцирам заради тоа што искуството тоа го кажува. Онаму каде што е жената, промената се случува побрзо. Жените се похрабри и ако се тие вклучени во еден проект, секогаш се двигатели на тој проект и до резултатите идеме побрзо. Така што веќе за младите оваа тема не е баук тема како што е за повозрастните генерации. Јас само би ги охрабрила своето знаење да го шират и да ги даваат своите идеи онаму каде што функционираат, па и на институциите во државата, заради тоа што младите секогаш имаат повеќе идеи и поинтересни идеи од ние можеби она што сме го учили или од она што со кое што се соочуваме во овој момент. Идеите нивни се добредојдени и им посакувам храброст и да гледаат само напред и за својата иднина, меѓутоа и за иднината на државата.